Добро вечер. 360 степени во своето редовно издание во четврток навечер. Еве ги темите. Бизнисот за полагање возачки испити за Битола и околните градови во следните 5 години го добила фирма на функционер на ВМРО ДПМН од Кичево. Тој вели дека секој граѓанин, независно од политичките убедувања, има право да основа и води деловен субјект. СОЗА склучи нови договори за чистење и одржување на институциите. Цените се повисоки за 50% споредено со пред 3 години и за 230% споредено со пред 7. Кога вие покачувате минимална плата, се покачува се и цената на чистење од квадратура, и средства, и алати, и се покачува. Auch im schwedischen Göteborg waren es menschliche Fehleinschätzungen, die zu einer Katastrophe führten. 60 Jugendliche verbrannten in einer Disco. Преживеани пожарникари и социјални работници од Гетеборг дојдоа да им помогнат на кочанчани да најдат смисла на сегашноста и иднината. Maybe a future that you would never wish, but still you would have to face it. And it's very clear to me that we are now getting this union ready for enlargement. Personally, I would love to see North Macedonia among the frontrunners. Амбасадорката на Шведска за дилемите дали Европската унија навистина е отворена за нови членки. Кај дел од политичката елита и од јавноста во земјава постои дилема. Дури и да се внесат бугарите во уставот, не само дали ќе има други слични пречки на патот кон членство, туку и дали воопшто Европската унија сака да прими нови држави. Вакво прашање поставивме на амбасадорката на Шведска, Ми Ларсон Джейн. Одговорот ќе го видите во продолжение. За контекст, министерот за надворешни работи на Унгарија, Петер Сјарто, пред неколку дена од Скопје рече дека Бугарија не е единствениот проблем за земјава, зашто малцинство се членките на ЕУ што вистински поддржуваат нејзино проширување. I was in Brussels not long ago to meet with all Swedish ambassadors in Europe, and it was a time when we discussed, of course, enlargement. And I've never felt that kind of energy before in Brussels. It is incredibly clear that there is strong impetus. We know that it comes from Russia's full-scale invasion of Ukraine. This drive is now there. President von der Leyen has given clear direction to all commissioners to get their organizations ready for enlargement. So what I would also say just on momentum, because I know that Macedonians feel that they've heard this before. I've worked on and off for 25 years on EU affairs. What I've seen is that the EU's agenda is as long as my arm. There are so many issues that compete for leaders' attention. It's climate change, war, competitiveness. And what I've learned is that when you have momentum, then that is a priceless commodity. And when you have it, you run with it, because that is your window of opportunity. And it's very clear to me that we are now getting this union ready for enlargement. Personally, I would love to see North Macedonia among the frontrunners. Видовте фрагмент од интервјуто на Владимир Мирчевски со шведската амбасадорка. Интегрално ќе го објавиме подоцна во емисијата. Ќе слушнете што вели таа за блокадата во пристапниот процес и за стравувањата кај владата дека со актуелната рамка во преговорите за членство ќе се испречат и други идентитетско-историски прашања. You know, the one thing that I've never understood here is the concept of katastrofa. Продолжуваме. Функционер на ВМРО ДПМН од Кичево е собственик на фирмата што доби лиценца од Министерството за внатрешни работи во следните 5 години да биде испитен центар за полагање за возачка дозвола во Пелагонискиот регион. Друг таков центар нема и не може да има според закон. Газдата Филип Митрески, кој компанијата ја направил 5 месеци пред да се пријави на огласот, вели дека неговиот партиски ангажман и добивањето на монополскиот бизнис не треба да се доведуваат во врска. Повеќе од Славица Филиповска-Иванова. Кандидати за идни возачи активно вежбаат на полигонот во Битола. Имаат среќа за тоа што веднаш откако ќе завршат обуката, ќе можат да ги полагаат и возачките испити. Тоа не беше случај до неодамна. Повеќе од 5 месеци, кандидатите за возачи од Битола и околните општини не можеа да ги полагаат возачките испити. Од и целиот Пелагонски регион остана без оператор за испитниот центар.
На дел од кандидатите им пропаднале некои од положените тестови. Членови на комисиите останале без работа, а автошколите без промет. Од кандидатите, кој како можел се снашол да полага во најблиските општини каде има лиценциран испитен центар, што е одстапка поради настанатата ситуација. Сепак, ретко кој зборува пред камера за овој проблем. За кандидатите беше штета што тие чека и мора да полагат во други средини, во други градови кај што не познаваат ништо. А имаше ли некој што му истече, например, рокот од првото полагање на тестови или лекарство? Сигурно има, ама јас не сум запознат со тоа, точно за да ти кажам конкретно, а иначе сигурно имал. Значи тој за вас намалена работа? Секако. Во одреден период, да, се осети и кај нас. Се обративме до сите 6 автошколи во Битола. Сите што ни одговорија, иако зад камера, ни кажаа дека претрпеле штета поради застојот. По население Пелагонискиот регион е трет од 8 плански региони во земјава. Во просек тоа значи годишен прилив на околу 3000 кандидати за возачи, а секој што сака да добие возачка дозвола, почетно треба да издвои 42.000 денари. Сепак, ретко кој ги положува сите испити од прва, па вкупно во просек годишно има и до 10.000 тестирања, што го прави бизнисот доходовен. Подготовката за полагање ја вршат автошколите и во тој сектор има конкуренција. Но полагањето во секој плански регион се одвива пред само една фирма, која добива лиценца од Министерството за внатрешни работи. Лиценцата на претходниот оператор во Пелагонискиот регион истекла на 15 декември 2024 година. Уште кон крајот на ноември истата година се распишал конкурс за избор на фирма што ќе раководи со испитниот центар, но обидот пропаднал од според МВР, никој од пријавените не ги исполнувал критериумите. А пријавени биле тогашниот оператор Сообраќајен испитен центар АМ и фирмата Супервозач. На повторениот конкурс, МВР се одлучиле за втората компанија. Избраното правно лице има добиено лиценца од 13.5.2025 година од страна на Министерството за внатрешни работи, да врши работи на организирање и спроведување на возачки испит за кандидати за возачи во седиштето во Битола и подружниците во Прилеп и Ресен. И истото има извршено упис на лиценцата во Централниот регистар на Република Северна Македонија, со што практично може да почне со организирање и спроведување на возачките испити на подрачјето под надлежност на СВР Битола. Логичното прашање кое се отвора од овој одговор е како е можно досегашниот оператор да не ги исполнувал условите на конкурсот, кога 10 години непречено спроведувале испити во Пелагонискиот регион. МВР не ни одговори на ова прашање. Дека не добиле одговор, тврдат и од испитниот центар СИЦ-АМ. Сообраќаен испитен центар АМ Доел Битола се пријави и на првиот јавен конкурс и на вториот. На првата објава, Сообраќаен испитен центар АМ Доел Битола во целост ги исполнуваше сите критериуми за избор, за разлика од второ пријавениот, кој не исполнуваше голем дел од условите. Но сепак, Министерството за внатрешни работи одлучи да го поништи конкурсот без никакво образложение, се со цел да овозможи простор и време на второ пријавениот да се спреми за повторна објава. Фирмата која сега влегува во бизнисот со возачките испити во Пелагонија, Супервозач, е нова. Основана е во август минатата година или само 3 месеци пред да се распише првиот конкурс за избор на компанија што ќе го води испитниот центар. Собственик на Супервозач е фирмата Street Ride од Кичево, формирана неколку дена пред Супервозач, со единствен собственик и управител извесен Филип Митрески. Тој е управител и во Супервозач. Кога се јавивме да го побараме Митрески во испитниот центар во Битола, ни кажаа дека воопшто не се појавил таму. Испитен центар повелете? Добар ден, Супервозач? Да. Ми треба Филип Митрески. Како може да стапам во контакт со него? Извинете, ама ние овде во пријавното место немаме контакт со него. Можам да го најдам таму, доаѓа? Не, за сега нема дојдено не. Филип Митрески родом е од Кичево. Од неговиот Facebook профил веднаш се доаѓа до заклучокот дека станува збор за поддржувач на владеачката ВМРО ДПМН, кој ревносно споделува објави за партиски активности. Бил и во Унијата на млади сили на партијата во Кичево. Младите добро знаат кој гради, создава и секогаш е тука да им помага на младите, а тоа е ВМРО ДПМН. Дополнително пребарување не однесе до податокот дека тој е локален партиски функционер, член е на Советот на општина Кичево од редовите на ВМРО ДПМН.
На интернет страницата на општината го најдовме неговиот контакт телефон. Добар ден, Филип, супер возач? Да. Му објаснивме на Митрески зошто го бараме и дека би сакале да снимиме интервју во камера. Во ниту еден момент не одби, но објаснуваше дека многу патува. Утре како ви е планот? Каде? Јас сум утре во Битола. Добро. Така Дали може утре да се видиме во Битола, пошто и ние ќе бидеме таму? Да ви се прејавам за едно максимум 30 на минути само да се организирам затоа што не знам колку ќе се задржам утре во Битола. Филип Митрески не се прејави, но ние следниот ден заминавме за Битола. Штом стигнавме го побаравме на телефон. Не ни крена, но ни испрати порака дека вози и дека ќе не побара што може. Почекавме некое време, тој не се јави, па се упативме во испитниот центар. Супер возач се сместени спроти до скорешниот оператор и веднаш до познатото битолско кабаре, Голд Фелиција. Во испитниот центар имаше работна атмосфера, но газдата Митрески го немаше. Поминаа часови од како ни кажа дека вози и дека ќе ни се јави, а не ни се јави, па повторно го побаравме самите. Да. Добар ден, Славица е тука од 360 степени. Да, возам уште, затоа ви се немам јавено. Да ве прашам. Ни кажа дека се уште возел, но и дека сака прашања по електронска пошта, бидејќи немал искуство пред камера. А по тоа и дека воопшто не оди за Битола. Јас сум моментално во Скопје. Зошто се предомисливте? Па немам искуство јас за зборење на камера, сега право интервју ова да ме питате. Добра, ајде пуштете на имејл адреса па да ви пратам прашања. Иако интернет пребарувачите откриваат дека Филип Митрески и не е баш неискусен во настапи пред камера, му испративме прашања по електронска пошта. Во чии простори е сместен испитниот центар Супер возач во Битола? Какво искуство има Филип Митрески во областа со оглед на тоа што фирмата е основана само неколку месеци пред да добие лиценца за работа? Како го коментира тврдењето на МВР дека конкуренцијата не исполнувала услови, а досега раководеле со испитниот центар? Како и дали политичкиот ангажман на Филип Митрески имал улога тој да ја добие лиценцата? Добивме електронска пошта дека Митрески не може да ни одговори веднаш, туку треба да почекаме уште еден ден. По 2 дена застој, Митрески конечно одговори. За просториите на испитниот центар напиша дека се земени под закуп од Меѓународниот славјански универзитет. А за претходното искуство, иако компанијата формално е регистрирана во 2024 година, тимот кој стои зад неа е составен од професионалци со долгогодишно искуство во областа на возачки обуки, организација на испити и работа со институции од јавниот и приватниот сектор. Нашите раководители, контролори и председатели на комисии поседуваат соодветни квалификации и практична експертиза, во согласност со законските критериуми за спроведување на испити за возачи. Митрески во одговорите ни кажа дека не сака да коментира зошто е одбиена конкуренцијата. За неговата фирма, вели навремено ги исполнила сите услови, што се потврдило со добивање на лиценцата. А на прашањето дали неговиот политички ангажман во владеачката ВМРО-ДПМН има улога во добивањето на лиценцата, тој вели: Сметаме дека секој граѓанин, независно од политичките убедувања или општествени активности, има право да основа и води деловен субјект, доколку ги исполнува законските услови. Ние настапуваме како легитимен правен субјект кој своето работење го базира исклучиво врз стручност, законитост и транспарентност. Веруваме дека професионализмот треба да биде мерило, а не личната политичка определба. Што и да било пресудно, останува фактот дека Супер возач успеа да добие милионски бизнис како тази фирма. Следните 5 години, сите возачки испити во Пелагонискиот регион, полагања и преполагања, ќе одат на нејзина сметка. Владината служба за општи и заеднички работи СОЗР склучи нови договори за чистење и за одржување на вила Водно 1 и неколку државни институции. Тоа што првично го привлекува вниманието е вкупната сума која за 3 години изнесува 1,8 милиони евра. Дополнителните проверки на ваквите тендери од минатото не донесоа до повеќе заклучоци кои пак отвораат повеќе прашања. На нив се согласи да одговара директорот на СОЗР Ивица Томовски. Сторијата е на Михаил Милошевски. Вилата Водно е работна канцеларија на председателот на државата, така што нема дилеми дека треба постојано да биде чиста и функционална. Не само поради делегациите што доаѓаат таму. Чиста треба да биде цела држава, но тоа е друга тема.
За одржувањето и хигиената на вила Водно, како и на другите објекти на државната управа, се грижи службата за општи и заеднички работи при владата. Грижата е преку периодични тендери со кои се најмуваат фирми за чистење и одржување. Последниот таков договор за чистење Созара го потпиша неодамна, на крајот на мај годинава. Го доби фирмата Стет Комерц со понуда од околу 1 милион евра. Делот за одржување вреден дополнителни 800.000 евра го доби Бигор Клининг. Или вкупно двата договора изнесуваат околу 1,8 милиони евра. Доволно причини за да поставиме прашања. Почнавме преку споредба на цените за услугите во најновите тендери со предходните од 2022 година. Кога е во прашање одржувањето на хигиена во затворен простор, цената пораснала од 49,53 денари на 73,73 денари. Или за 3 години тоа е раст од околу 49%. Одржувањето пак поскапело од 39,11 на 55 денари, што е 40% повеќе за 3 години. Ова сознание беше основата за нашето прво прашање до директорот на службата за општи и заеднички работи, кој се согласи на интервју. Ивица Томовски одговори дека растот на цената е пазарно оправдан. Проценетата вредност на оваа набавка е зголемена од минатото раководство. Значи во планот за јавни набавки предвиделе дека треба се покачи цената 30%. И јас се согласив со тоа дека предвиделе така, бидејќи имате вие покачување, неколкократно покачување на минималната плата. Во оваа дејност најчесто луѓе работат на минимална плата. Причините заради таква висока цена е тоа, бидејќи кога вие покачувате минимална плата, се покачува се. И цената на чистење од квадратура, и средства, и алати, и се покачува. Имајќи ја предвид минималната плата како клучен трошок, Томовски ни кажа дека во последните договори има клаузула според која договорените страни имаат право на промена на цените, доколку дојде до измени на законот за минимална плата. Но тоа отвори дополнителни прашања. Кога е во прашање одржувањето на хигиена на надворешен простор, цената по квадратен метар на тендерот во 2022 година била 6,39 денари месечно, а во 2025 не само што не поскапела, туку и поевтинила на 6,24 денари за квадрат месечно. Како е можно минималната плата да ги зголеми трошоците по квадрат за 40 до 50% за внатрешна хигиена, а 0% за надворешна? Најверојатно тоа е интерно на приватните компании кои што ја даваат таа цена, сепак тие си понудуваат таква цена. Мислам дека имаше две компании или две групации на компании кои што учествувале, најнискиот ја добил цената. Претпоставувам дека си направиле некоја интерна пресметка дека помалци ги трошат своите луѓе кога се одржува нешто надвор, бидејќи ретко е есен, зима, лето одржувате надвор, додека внатрешните простори малте не секојдневно ги одржувате и ги чистите. Во анализата на цените не застанавме на споредба со претходниот тендер, туку се вративме до 2018 година. Таа година, кога е во прашање цената за хигиена во внатрешен простор, чистење на квадратен метар за еден месец државата плаќала по 32,12 денари. По 2 години цената скокнала на 46,31. Во 2022 има незначително зголемување, за веќе кажавме, да се случи раст од речиси 50% годинава. Или вкупно за 7 години. Цената за чистење на вила Водно и во други државни институции по квадратен метар пораснала за 230%. Одржувањето пак во 2018-та чинело 20,92 денари по метар квадратен месечно, што значи дека за 7 години пораснало за 260%. Процентот на поскапување се чини огромен, дури и кога предвид се земаат растот на минималната плата и инфлацијата. Прво, 6 години не направиле никаква промена на цените претходни кои што биле имало покачување на минималната плата. Значи не збориме последни 3 години. 6 години и тоа е еден дел каде што се собрале тие проценти за да дојде до некоја нивелација. Вториот дел е тоа претходниот тендер работеле конкретно ќе кажам 25 лица во делот на хигиена, моментално по новиот тендер работат 43 лица на делот на хигиена, тековно одржување по нов тендер 13 лица, по стар тендер 8 лица. И кога ќе сумираме една со друга квадратура,
Сега се чисти и се одржува над 50.000 метри квадратни, а претходно се одржувало и чистело 30.000 метри квадратни. Кога ќе сумираме сите овие податоци кои што и кажав, ќе биде тоа што оправдана цената. Имајќи предвид колку брзо расте цената за овие услуги, се наметнува дилемата. Дали е можеби попаметно институциите повторно сами да си вработуваат хигиеничари и хаусмајстори. Ние правевме и некои други анализи да ние ги превземеме овие работници под наша капа, да речеме, да бидат вработени кај нас, но со минималната, односно најниската плата која што ние можеме да ја дадеме како служба за општи заеднички работи, направивме на груба пресметка, ни излегува тендер за 3 години само за хигиена, кој што го добиле фирмите за 61 милион, ние да треба да платиме 84 милиони. Ова е по основ на плати. Тука не влегува минатиот труд, не влегува ХТЗ опремата, не влегуваат алатите, не влегуваат средствата за хигиена. А цените на повеќето тендери, вклучувајќи ги и тие за чистење и одржување, во значителна мера зависат од конкуренцијата. Колку повеќе тркачи, толку поевтини стоки и услуги. Иако тендерите за чистење и одржување изнесуваат стотици илјади, па и милиони евра, на последниот се јавија само 20 понудувачи. Не е многу различно низ годините наназад. Има некако ограничување во тој дел на фирмите. Можам со сигурност да потврдам и да кажам дека сме ги намалиле критериумите. Не сум ги намалил за 100% критериумите, сепак се работи за држава и сакам чекор по чекор да биде намалувањето, за да може да се зголеми на некој начин конкуренцијата. Очекував дека ќе има поголема конкуренција заради намалените услови, бидејќи имаше интерес, имаше прашување, но тоа е што тие се фирмите кои што конкурирале, а реално па да објавите тендер за држава, кој што обслужува цела држава, а да биде без ниту еден критериум, и тоа не соодветствува. Фирмата која е избрана да ја одржува вилата Водно 1 заедно со други институции е дел од групата избрана да ги чисти и одржува и останатите објекти на државната управа. Тоа е посебен тендер кој се спроведе кон крајот на минатата година и на кој исто така немаше голема конкуренција. Вкупната цена таму беше околу 9,6 милиони евра. И тие и последните договори се склучени на 3 години, што значи дека прашањето на цените, конкуренцијата и рационалноста повторно ќе се отвори на почетокот на 2028 година. Емпатијата е високо вреднувана човечка особина, но иако луѓето можат да сочувствуваат со други, никој не може да влезе во туѓа кожа. Па како се чувствуваат роднините на починатите и како се чувствуваат преживеаните во пожарот во Кочани е нешто што само тие го знаат. Како се чувствуваат, самите знаат и преживеаните и роднините на жртвите од пожарот во Гетеборг, Шведска, каде во 1998 година при забава загинаа 63 млади. Каква врска имаат Гетеборг и Кочани? Од деновиве човечка. Зоран Јовановски. Auch im schwedischen Göteborg waren es menschliche Fehleinschätzungen, die zu einer Katastrophe führten. 60 Jugendliche verbrannten in einer Disco. Jetzt wird die Trauer von Misstrauen zerfressen. 29 октомври 1998 година. Простории на македонскиот клуб во Гетеборг, Шведска, биле изнајмени за организирање приватна забава. Тоа биле млади луѓе, најголем дел доселеници од 19 земји. Иако објектот бил предвиден за околу 150 луѓе, внатре имало речиси 400. Пред полноќ избувнал пожар. Огнот тргнал од помошните скали, па влезот станал и единствен излез од објектот. Спасувачките екипи набрзо почнале да дејствуваат. 2 часа се жртвувале за секој млад живот. Исходот е поразителен. Вкупно 63 мртви и 213 повредени. Истрагата открила дека пожарот бил подметнат од неколкумина тинеџери на кои им бил забранет влезот поради расправија. Запалили се во 27 години подоцна, слична трагедија предизвикана од различни причини, но со речиси ист број жртви, доживеа Кочани. Во дискотеката Пулс згаснаа вкупно 62 животи, а 211 се повредени.
Со тагата секој се справува на различен начин. Луѓето од Гетеборг својот мир го наоѓаат во помагање на луѓе со слична судбина. Седумчлен тим од Гетеборг, двајца преживеани од пожарот, двајца пожарникари, двајца социјални работници и координаторот на Центарот за поддршка, 3 дена престојуваа во Кочани. На средби со родителите на загинатите и со повредените си ја споделија тагата, искуството и начините за враќање на надежта. Параш Лама го преживеал пожарот, но го изгубил својот брат. Поради тоа, вели, морал да најде начин да продолжи понастанот што му го променил животот. Every disaster is meaningless because what's the point of it? It's just death, loss, sorrow, right? But how can I, for instance, honor my brother? How can his life be worth something? And I felt like I have to do something in memory of my brother, my friends, and this tragedy. We had to talk about the tragedy, to share the experience, share the pain. Per Anders Lindfeldt е меѓу пожарникарите што први стигнале на местото. Вели дека оттогаш постојано предучи му и ужасната сцена со десетици мртви и повредени тела. This scene tell me so much about the suffering, about the importance of first responders, and that you cannot, for every day, the rest in my profession, I will do everything I can to meet them as professional as I could. That scene told me that, and that they made me something. Ларс Лилет е координатор на Центарот за поддршка што бил формиран за потребите на околу 5000 луѓе засегнати од пожарот. Grief is an issue for the future. Grief is to involuntarily be forced to redefine the future. So that's why we grieve. It's not only a reaction, it's a very healthy process really, if you think of how will my future be without forgetting, not as it was before, but my new future, maybe a future that you would never wish, but still you would have to face it. And so it's a very pragmatic and psychosocial advice really. Во понеделникот на 16 јуни, на точно 3 месеци од Кочанската трагедија, на отворен настан се сретнаа со повредени, родители на загинати, локални пожарникари, психолози, волонтери од Црвениот крст и други заинтересирани граѓани. Гостите од Шведска уште еднаш поминаа низ неголемата траума во нивните животи. Before midnight, this night full of expectations overturned to disaster, and also a night which also divided my life into 2 chapters. And but we were really beautiful young boys and girls who all didn't know anything about the weight of the world. We only knew each other and we only have love for each other. Ќерката на оваа мајка од Кочани загинала во пожарот во Пулс. Па праша: како се справи со болката да го загубиш братот и плюс тоа и твојата внатрешна болка и плюс раните што си ги имал на твоето тело. So when he looks down upon you from the other side, that he can tell his friends and be proud that that is my brother, and he is still fighting and trying to do as good as he can, and don't let the sorrow and the accident ruin him. Токму поради неизмерната болка, стресот и траумата, надлежните понудиле психолошка поддршка веќе следниот ден. The teenagers who was at this party were, as they say, from 19 different countries and from all over Gothenburg, all the parts of Gothenburg. So we youth workers, who also were from different parts of Gothenburg, we get together as well as they did as family, because all the youngsters knew each other, we also knew each other. And that all these places, these youth centers, we started youth centers open at schools after school
We opened up the schools so we could have youth centers there, but not with teachers who worked, with us as youth workers, as social workers. Во годините по пожарот, шведските власти во практика ги примениле научените лекции. The Swedish laws was changed after a couple of years, and they moved the responsibility from the community, from the fire department, to the responsible for a building, responsible for a party. And it was not for Gothenburg, it was for the whole country. They changed the laws and became much more stricter. And we practice that still today. So we had to tell young people, even though they were not tried in a trial, you are responsible if you organize something. And we started education for organizers. So if you want to do that, work together with these guys, see to it that it's secure. Локалните пожарникари се интересираат дали овој настан влијаел за реорганизација на противпожарните единици. A big output is the new law, and it came 5 years after, and in the same time it became a new education for firefighters for 2 years. Before that it had been about 15 weeks. So 2 years to became a firefighter, and a lot of that education was about prevention. Присутните си заминаат тивко, но со бура од емоции во мислите предизвикани од средбата со луѓе од друга земја, но со иста мака. Жителите на Кочани со кои дента поразговаравме, нема дилема дека ваквите настани се корисни. Убав ѓест и голема благодарност до швеѓаните, меѓутоа раната не заздравува, сеќавањето на тие златни рози што ги ставија во ковчези нема да избледат. Само тие семејства знаат што таму веќе нема насмевка, таму нема веселост. Можеби ќе треба да минат многу децении за да се не заборави, него да избледеат, болката да малку од малку да легне болката. Тоа е многу добра идеја, бидејќи они више го имат поминатото искуство, више имат некои трагедии што знаат како да ни помогнат на нас општо како народ, за ние да можеме да и помогнеме на нашите деца. За нив и треба поддршка, секаква. Во секоја смисла, и здравствена, и психичка. Групата за поддршка од Шведска учествуваше на повеќе настани организирани за нивната посета. На еден од нив, градоначалникот Венко Крстевски рече дека луѓето од Гетеборг носат лекција што треба да се научи. Процесот е долг, тежок, меѓутоа е неминовен. Храбро мора да се зафанеме за да го менаџираме истиот. Секој од нас треба да има посебен придонес во реорганизирање на градот, во издигнување. Шведската амбасадорка Амил Ларсон Джейн вели дека веднаш по првиот контакт тимот од Гетеборг прифатил да го сподели својот пат до заздравување и да допатува во Кочани. Every disaster is different, every community is different, so we are not here to prescribe anything at all, but suffering and pain is very much the same. And this group comes here with a lot of humility and every respect for the fact that there are also differences, but they are here to share what they can to make the journey of grieving and recovering and healing a little bit easier by also sharing it. Еден цел ден од посетата, гостите од Гетеборг имаа затворени сесии еден на еден со сите заинтересирани да споделат и да слушнат за сличното животно искуство, за тагата, болката, но и за надежта. Беше промовиран и преводот на македонски јазик на книгата «Како редење сложувалка». Издадена е во 2011 година и прави преиспитување на 10 години по пожарот во Гетеборг. Постои разлика меѓу живење и преживување. Погрижете се да направите нешто добро со вашиот живот. Не е во ред да се откажете од волјата за живот. Чувајте си го животот и пријателите. Ова се само дел од пораките во книгата која, како што пишува и во предговорот, ги поврзува несреќата и нормалното секојдневие. Процес што бара трпение и внимателност и барем буди надеж дека ќе вроди со плод.
Амбасадорката на Кралството Шведска, Ми Ларсон Джейн, даде политичко интервју за 360 степени, од кое дел видовте на почетокот на емисијата. Сега го најавувам целиот разговор со неа што го направи Владимир Мирчевски. Ambassador, do you see a way out for the deadlock in which North Macedonia EU accession process is currently in? And recently the parliament in Sofia confirmed that Bulgaria is not prepared to negotiate anything beyond that was agreed from summer 2022. And on the other hand, the Macedonian side, the Macedonian government says that this is unacceptable for her. So do you see a way out from this situation now? Well, the first thing to say is what's really obvious, which is that the constitutional amendments is the next step in this process. And as much as I'm very aware of the concerns on the Macedonian side, the concerns of what comes next. And I think from our side, what we have said all along is help us to help you, because we want to help. While the constitutional amendments are not done, then the ball is still in Skopje's court. But once they are approved, then the ball is back in our court, in the EU's court, EU member states, EU institutions. And then it's up to us to make sure that the formal negotiations can be launched. Now, if there is some mechanism that can be put in place to build confidence and to make this decision easier, then that's of course welcome. But for now, the ball is in Skopje's court. What we would want to see, of course, is that this moves forward. We are very strongly supportive of the enlargement process. We are supporting this country in what is its stated objective, which is EU membership, and through our reform cooperation program, for example. So we want to see this move forward, and we want it to be in a fair and merit-based process. The Macedonian government believes that additional demands can arise from the agreement that was reached in 2022, and that these demands can primarily come from the work of the Historical Commission. So the fear is that new demands will arise from the things that were agreed 3 years ago. I don't have any specific insights into this commission and its work, of course. That's for Bulgarian counterparts and Macedonian counterparts. But what I can say is that it's important to meet and discuss as good neighbors. It is part of good neighborly relations to be able to sit down and discuss in good faith. So, of course, that is what's important here. I think for us, we see that discussing, meeting is also a European value. So that's important for us. Then there are different versions of history, and I can tell you that we've had very similar problems in that sense in Scandinavia, although it's much further back perhaps in history for us. But it's not uncommon to have different versions of history. But to meet and to discuss is a European value, and doing it in good faith. When we speak about fears or dilemma, there is a dilemma here in Skopje that even if the constitutional amendments or what is asked from North Macedonia be fulfilled, that the question is if there is really truly desire or preparedness among EU member states to have new member states, new countries to become part of the EU family. And let's say I'll refer to the recent statement of Hungarian Minister of Foreign Affairs, who said that a minority member states are really in favor for a new enlargement or let's say getting new member states in the European Union. Well, I will answer this question just simply based on what my own experience is. And I was in Brussels not long ago to meet with all Swedish ambassadors in Europe. And it was a time when we discussed, of course, enlargement. And I've never felt that kind of energy before in Brussels. It is incredibly clear that there is strong impetus. We know that it comes from Russia's full-scale invasion of Ukraine. This drive is now there. President von der Leyen has given clear direction to all commissioners
to get their organizations ready for enlargement. So my strong sense is that this is happening. We are supportive of it. We consider EU enlargement also as an investment in peace, security, and prosperity for ourselves. We want stability on our continent, so we think it's good for that reason. What I would also say just on momentum, because I know that Macedonians feel that they've heard this before. I've worked on and off for 25 years on EU affairs. What I've seen is that the EU's agenda is as long as my arm. There are so many issues that compete for leaders' attention. It's climate change, war, competitiveness. And what I've learned is that when you have momentum, then that is a priceless commodity. And when you have it, you run with it, because that is your window of opportunity. And it's very clear to me that we are now getting this union ready for enlargement. Personally, I would love to see North Macedonia among the front runners. How would you assess, first of all, just to be clear, that this is, I would say, dual carriageway. One is the political criteria, but the other one is the technical, the reform agenda. So how do you assess the pace of implementation of the reform agenda here in North Macedonia? Do you see, or is there enough capacity within the institutions to follow the demanding dynamics and fulfill the tasks? I'm very glad you ask about reforms, because sometimes I felt a bit concerned that Macedonians are given the impression that constitutional amendments is the only thing that is needed to open up EU membership. It is an enormous, like you say, it's 2 tracks, and it's an enormous piece of work that is needed to get the country ready for EU membership. The first, perhaps to mention, is of course the fundamentals. That is about rule of law, democracy, human rights broadly, included in that, of course, the fight against corruption. That's fundamental. But then you also have very technical areas such as environmental standards, in agriculture, transport. There's a lot of work that needs to be done, and we need all the good forces on board to get that moving. What we are trying to do from our side is, of course, to assist in this through our Reform Cooperation Program, and to help authorities, but also on many levels in the country, to increase their capacity. But on the reform agenda more specifically, which is, of course, this country's response to the EU's growth plan. So this is an agenda that is formed by this government. What we will see now, we're getting close to the deadline for when we will have an assessment of the progress. What we know is that it started out quite well, and it's an ambitious reform agenda. North Macedonia has had recognition from Brussels on that, so that's very positive. What we want to see now, of course, is speedy and solid implementation of this reform agenda. You touched the next question, that's the Swedish help. Your country, bilaterally, is one of the largest donors of North Macedonia. Will the assistance continue, and where do you plan to focus more? In which areas do you tend to help more the country? It's correct that we have a very large reform cooperation program for North Macedonia. It currently stands at about 11 million euros a year. In the 3 years that I've been here, we've actually increased it by 72%, so very substantial increase. It has one overarching objective, which is to help this country in its own stated objective to become members of the EU. We are, I keep saying, walking the walk together with Macedonians. We're not just talking the talk, and the Reform Cooperation is a very clear expression of that. Like I said before, EU enlargement for us is a geostrategic investment, also in our own security and prosperity. So it's important for us, but of course we also want this for this country. Our strategy that runs our work in this country is currently under review. It's a regional strategy that encompasses all of the Western Balkans. So we will know more in the beginning of the autumn. What we can see is that there's competition for very scarce development resources in the world. We've seen this from different actors, that there is a decrease of resources.
What we expect to get is a confirmation of the commitment to this region for the reasons I've stated, that it's good for us, but it's also good for this country that we collaborate in this way. We think we will have similar priorities as before. And if I may just add a point on where this money is coming from, because I think it's important sometimes to state this very clearly. It's not an anonymous purse that is opened and money goes to development cooperation. This is a small percentage of the taxpayers in Sweden, their taxes that come here. It's teachers, doctors, carpenters who give up a small part of their salary to let us use that here for the benefit of both this country and our own. But of course they have the right to expect a return on this investment. So we are very eager to see progress on the path to EU membership. Your ambassador term is coming to an end. With what impressions and feelings are you leaving the country? Well, I think I would say that we have made good progress on several areas, and I'm very pleased, of course, with that. Together with an incredibly strong team at the embassy, we have seen a migration hub for the Western Balkans be established in our embassy in Skopje. We have a dedicated team that is now shouldering the responsibility for all countries in the Western Balkans when it comes to migration. We've also, for the first time, had the whole of Team Sweden come to Skopje. So all the different actors involved in trade promotion and assisting in different ways with large-scale trade opportunities, including from our development agency. So that's been a first, and I'm very proud of that. That also came with Swedish companies that can offer their expertise in some of the prioritized infrastructure projects that's planned for this country. So that's excellent. What I would also say is that we've had this increase of development cooperation program. 72% is not a small thing, and we're glad to also be able to report that we have good results from that. If I then can say something perhaps on a more personal note, the one thing that I've never understood here is the concept of katastrofa. People say to me that everything is very bad and everything is katastrofa. But what I see in the work that we do here in the embassy, we meet so many partners in different fields in this country who are such impressive people. They are hardworking and they're determined and they plow ahead, also against the backdrop, and I will readily admit this, of multifaceted challenges of all sorts. So I'm not diminishing the problems, but what I see is that there's so many good forces in this country who can really make a difference. They are doing it now, and if they join up, they will push this country forward. And I have met them among politicians, among officials, students, journalists, in civil society, in academia. There's a lot of impressive people here, so I don't agree that it's all katastrofa. That's one of the main things I take away. Thank you very much. Thank you. Гледавте интервју со амбасадорката на Шведска, земја членка на ЕУ и на НАТО. Во продолжение ново издание на Саботажата, автор е Сречко Поповски. Политичкото портфолио на гувернерот е преполно со драмски пресврти, од кои тој на крајот секогаш го извлекувал потенкиот крај. Познат како чекалица, знаел својата освета да ја сервира ладна. Генералниот секретар Сајковски и председател Мицкоски мене ме прашаа како да бара дозвола дали се согласувам овој колегата Ставлевски да биде ангажиран. Знаете што реков јас? Се насмеав и реков, добро е човекот малку да поработи нешто кога сме во опозиција, а не само да се инсталира на власт. Богатата партиска кариера сепак му дава паз да може да пикира на одредени позиции. Амбиција никогаш не му недостигала. Исто како и прикриени разочарувања од неуспехот, таа
да се реализира. И во ВМРО сте долго? Добро, но не премногу долго на функции. Председателската функција е малку поинаква. Не ви лежи? Па сега, таков е моментот. Тие мигови на полуискреност честопати знаат да прераснат до товар со кој подоцна многу тешко може да се справуваат неговите номинални шефови. Но и прагматизмот не му лежи, бидејќи неговите проекции за компромисни решенија низ историјата само ја откриваат вистината за проектот за дедуизација. Јас бев, речам, та опцијата ДУИ да влезе во владата, односно ние да формираме влада со ДУИ. Прво заради бројките и од она што имав искуство во политиката и во една друга влада во 99-2000 година со Демократската партија на властите, видов дека од аспект на криминализацијата и нема некоја, да речем, значајна разлика. Но разлика има меѓу храбриот предизборен носител на листа на советници и послушниот председател на Советот, иако треба да се забележи дека има одлична проценка за човечкиот капацитет и материјал на кандидатката за која застана. Ево и јас и вие и на овие години, доколку видиме жена да биде нападната овдека во ГТЦ, ке засукаме ракави, ќе ускокнеме да помогнеме. Госпоѓа Данела Арсовска е предмет на безочни напади. Инаку, вака од она што лично ја познавам, не премногу, мислам дека знае и самата да се одбрани. Но ако таа знае да се брани, тој умешно знае да напаѓа. Такво беше како опозиционер, но го нема да искоментира во истиот стил и истиот начин кога станува збор за потезите што ги влечат неговите сопартници. Ако тој беше против Бехтел и Енка, зошто ги премолчува британците, особено кога веќе има давано јасни совети како тоа се прави. Се правеа подготовките за реализација на последната делница од коридорот 10, имено делот Демиркапија Смоквица, и ние не тргнавме во реализација се додека не обезбедивме грант, не се тргна во реализација. И на крајот, не од политички, ама од економски аспект. Јас сум запрепастен за односот на Западот кон една од најголемите земји по територија и по население во светот, тоа е Русија. Од такви чуденки е и цела Вила Водно и Линденска број 2. Оти кој можеше да претпостави дека токму тој ќе го искористи кадровскиот конфликт и без никаква логистика ќе ја запоседне најскапата фотелја во државата. Ова беше за крај на ова наше издание. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник навечер.